И Маргина е посебен проект универзитет, ако ме прашувате мене, и моето искуство исто мало со Колја и Маргина е такво универзитетско. Многу повеќе имам научено таму, отколку да речеме што за мен тие една година кога работев во Манует и тоа се случило и таму сум бил. Таму ништо не научив и си отидов многу брзо. Сватив дека тоа место нема никаква врска ниту со науката, ниту со знаењето. Меѓутоа, други места имаат многу повеќе врска со науката и знаењето. Да речеме, искуството во Хелсиншкиот комитет за мене е многу поголем универзитет отколку студирањето на човекови права кој што беше во Сараево и во Болоња. Една година студирав нешто човекови права, мислев дека нешто сум научил и кој знае што. Меѓутоа, кога дојдов практично да се занимавам со конкретни случаи, тогаш сватив дека универзитетот е тамо. Индивидуални конкретни случаи на прекршување на човекови права кои што се можност да од секој конкретен случај научиш нешто ново и да го зголемиш своето знаење. И тоа е мојот универзитет, најголем универзитет е сепак работата во Хелсиншкиот комитет 5 години и сега исто во коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, каде што исто така ќе прочитам, ние исто доведуваме под прашање определени учебници. И тоа е така, отпорот кон учебниците уште од мало дете ми е, меѓутоа има некоја своја. Сепак да не заборавам, ќе спомнам уште пар универзитети, еден од тие нашата школа заедно со Искра за критичко мислење и размислување. Две такви школи имаме, се надевам дека ќе успееме и трета да направиме, каде што се обидувавме да воспоставиме определени, како да кажем, баш школски систем за само тренирање на луѓе активисти за критичко мислење и дебатирање. И ајде да не должам, многу се значи универзитетиве, да прочитам нешто од учебниците кои што ние ги така универзитетски ги доведувавме под прашање. Ќе спомнам уште два универзитети на крај, не се секирете. Ова е од така моето од поаѓање исто многу значен универзитет на кој што бев 5 години, 5-6 многу активен секој ден, а тоа е Болгерскиот универзитет. Морам тој да го спомнам, од 2006 година до 10-11 многу активен, сега многу помалку. Меѓутоа на тој Болгерски универзитет многу сум научил исто така. Еве ќе прочитам нешто од 2007 година, каде што доведувам под прашање еден учебник по психијатрија, каде што хомосексуалноста е вака пишува таму во хомосексуалност, вика хомосексуализмот представува најчесто расстройство на сексуалниот нагон. И така натаму. И добро, да не должам сега правам комплетна деконструкција на учебникот, меѓутоа она што е битно е дека после тоа организацијата МАСО го таргетираше тој учебник, а после продолживме и со други организации да водиме борба против тој учебник, да се повлече, па чекавме со години да биде донесен закон за спречување на дискриминација и заштита и го дадовме тој учебник таму и на крај добивме дека тоа е дискриминација и дека тие страни треба да бидат повлечени. Се уште не се повлечени, значи овде има поминато 7 години во оваа борба, меѓутоа ќе се трудиме да бидат повлечени. Во секој случај добивме една битка против овие автори. Некои од тие автори, многу беше интересно, пред комисијата ги добивме, се извинуваат преку нивните адвокати зашто ја навредиле оваа популација во нивниот учебник и дека веќе немаат такво мислење и така натаму. Меѓутоа главниот автор кој што овдека беше таргетиран се уште не се извинува и борбата се уште трае. Околу уште еден учебник исто така многу интересна приказна, тоа е учебникот по педагогија. Ние исто во рамките на еден друг проект, низ учебници поврзани со сексуалноста, родот, анализиравме тој проектот Љубов само после часови од Хера беше тој спроведен и во рамките на тој проект свативме дека има ваква дефиниција на љубов во учебникот педагогија. Љубовта помеѓу половите значи вика вака. Во литературата љубовта помеѓу половите е дефинирана како збир појави во човекот, во заграда субјектот,
кој тежне кон одредена личност од спротивниот пол, во заграда објект, запирка, кои одат кон духовно зближување и телесно соединување по пат на заемно чувствување. И сега еве малце од анализата, од тамо што сме напишале. Со ваквата дефиниција вика љубовта им сеускратува на сите личности кои не тежнат кон одредена личност од спротивниот пол. Истовремено со дефинирањето на личност од спротивниот пол како објект се промовира проблематичната рамка субјект-објект, која суптилно ги промовира љубениот љубената како објекти. И има и други чудеси во тој учебник. Например, половиот нагон, кој пред се е само физички, не е нормален за човекот, а им е својствен на животните и се применува за размножување. Ние не сме нели животни. И половиот акт, се цитирам, во отсуство на љубов кај човекот не е природен начин на телесно соединување на двајца од различен пол. Сега, тамо пишуваш уште нешто, например, дека хомосексуалноста и лесбиството се опачини, а учесниците на таков изопачен, неприроден и, што би рекле, ненормален сексуален живот се личности со психички потешкоти и пречки. И ова го дадовме исто така на комисија и го добивме и ова последното изфрлено од учебникот. И тоа беше тешка битка исто така, каде што буквално авторките ја тужеа колумнистката Ирена Цветковиќ на суд заради клевета која го овој учебник го која пишувавме. Која организација ставала за те тужби? Коалиција сексуални и здравствени, коалицијата за нашата организација, меѓутоа Ирена како само стој колумнист пишуваше против учебникот и нејзе ја тужија и она исто доби на суд и тоа беше голема битка за нас. Процес избацивање за удбеника, Да. Комисијата заклучи дека тоа представува вознемирување врз дискриминаторска основа, врз основа на сексуална ориентација, иако сексуалната ориентација не е експлицитно спомената во Законот за заштита од дискриминација, туку дека се смета сепак како основ, затоа што е дел од меѓународните договори и утврдија дека со тој чин, со таквата класификација се вознемируваат луѓето врз основа на сексуална. Не е кривична, туку после тоа, после 2-3 месеца, учебникот беше повлечен и таа страница беше сменета, меѓутоа остана дефиницијата ова за љубов која што ви ја прочитав, прекрасната. Да не должам многу за учебници и универзитети, ќе ви прочитам само дел од уште еден мој текст. На Окно е објавен исто уште еден многу интересен универзитет, ќе спомнам уште еден на крај. Тоа е квиз за македонски учебници и еве едно прашање од квизот: кој од следниве ставови не се промовира во учебникот Граѓанско образование за 7 оделение? Под А, правата на жените се човекови права, под Б, само почитуваните жени и здрави мајки можат да обезбедат здрави семејства, под В, се смета дека жената го сторила првиот грев во рајот, го вкусила забранетото овошје, го довела Адам во искушение и од тогаш таа страда, и Г, женските права се посебни права. Значи, точниот одговор е, верувале или не, А, правата на жените се човековите права, тој исказ го нема во учебникот, а сите овие три ги има. Да. И тоа дека женските права се посебни права, и ова, се смета дека жената го сторила првиот грев во рајот, го вкусила за... И само почитуваните жени и здрави мајки можат да обезбедат здрави семејства. Тоа го има. Не, ова е учебникот Граѓанско образование за 7 оделение. За основно. Сега, во истиот учебник пишува за правото на живот дека е лично право на граѓаните и тие ова право може да го остварат само ако се чувствуваат како личности. И вика, на крај, со ова право се забранува секој облик на мачење и казнување на човечко однесување. Значи, тотално непознавање комплетно на човековите права. Во истиот учебник има посебно поглавје за човековите права во средниот век. Ништо понатаму. Да, имаме една колумна вака напишана за
се вика Македонскиот човек, и таа е за учебник еден по географија во, не знам за кој одделение, ама знам кој од Кирка ми го пролистав и се вџашив, и таму пронедов една многу интересна фраза за континуитетот на македонскиот човек, така беше, и таа ме инспирираше да ја напишам колумната, и во учебникот има графа, и тезата е дека македонскиот човек, нели, континуитетот, праисторијата до денес има на овие простори, значи тоа беше тезата, имаше илустрација со резултати од пописи од 1900 и од 1921 година, каде што над 500.000 луѓе се изјаснувале како македонци. Во 1900 и 1921 година. Значи тоа го учат нашите деца, и уште на крај две илустрации. На мојот, овие се објавени на мојот друг универзитет, последен Facebook универзитет, мислам дека е тоа најинтересен сега универзитет. А тоа е од еден учебник, ова е дали е општество или не знам што, или историја, не знам сега да не ме. А тоа е вика вака, за Александар Македонски. Среќното пристигнување во Суза било прославено со масовна свечена свадба, во која околу 10.000 македонци се ожениле со персики. Кралот Александар се оженил со 2 персиски принцези. Свадбата била направена според персиските обичаи, а сите младоженци добиле богати подароци од кралот. Ова го учат нашите деца сега во моментот кога владата спроведува, нели, кампања истовремено за образованието и мојки, дека бракот е, нели, заедница исклучива меѓу еден маж и една жена, а тука си учи, да. И уште една на крај од така, како Facebook универзитетот е влијателен и стигнува на насловните страници на весниците, тоа е исто едно моје откритие од еден друг учебник по биологија. Само една реченица ова вака го постирав и се најде после на насловна страна, тоа е дефиницијата на еокулација во учебникот по биологија. И тоа е: исфрлањето на семето во родилниот канал на женската единка е наречено ејакулација. Да. И јас само напишав амин и така. Што друго на тоа? Инаку не е едноставна ова работа, многу луѓе правеле анализа на различни учебници, представување на, нели, на жените, мажите, родовите, историјата и така натаму. И допрва треба да го правиме, мислам, затоа што не знаеме што све учат нашите деца, а тоа е многу битно. И битно е затоа што критичкото мислење започнува токму во таа фаза кога ние се спротивставуваме на она што е режим на образование, а учебникот е символ на тој образовен режим и систем.